Разговараме со Ванчо Ристов, директор на Националната установа Центар за култура Антон Панов Струмица. Господине Ристов, добар ден. За почеток можете ли да ми кажете, еве почнува театарската сезона, кои се вашите активности во моментот? Овака еве годинава Националната установа Центар за култура и театарска дејност доби 4 проекти кои треба да бидат реализирани во оваа театарска сезона. Во моментот се работат 2 представи. Напоредно се работат, како и минатата година и годинава, некако стекнавме и смогнавме сили 2 проекти во исто време да ги работиме. Се работи проектот Забрането смеење од Миро Гавран во режија на Игор Ивковиќ. Екипата веќе работи, сценографијата се подготвува и се надеваме дека некаде при крајот на месец мај би излегле со премиера. Исто така се работи представата Стаклена менажерија, во која имаме и неколку гости надвор од Струмичкиот ансамбл и исто предвидуваме почетокот на јуни или крајот на месец мај да излезе и таа премиера. Во подготовки се уште други 2 представи, малку поголеми, овие се камерни представи, двете кои ги спомнав. Се надевам ќе почнеме во месец јуни со тие 2 представи, па до летниот период, до периодот пред одморите да бидеме готови со програмата. Минатата година некако беше закаснето со реализација на проектите, од тие причини сакаме годинава да дадеме приоритет на тој да имаме готова програма до пред заминување на одморите. Подетално да ги запознаеме гледачите, освен театарот, во Центарот за култура Антон Панов постојат и други сектори. За кои сектори станува збор и кои се активности на тие сектори? Вака еве ликовна дејност овде негуваме, тука е Струмичката ликовна колонија и секторот за ликовна дејност кој организира повеќе изложби, повеќе настани. Во овој период заврши фестивалот на карикатура и афоризми кој го организираше ликовниот сектор. Во подготовка е изложба една на Ѓорги Томовски, тоа ќе се случи утре во 20 часот, четврток. И уште една изложба која е во подготовки на Ана Филев. Секако и годинава имаме богата програма одобрена од Министерството, уште 9 изложби кои треба да се реализираат и ликовната колонија. За тоа уште немаме добиено договори, немаме добиено средства, меѓутоа се надевам дека до крајот на месецот тоа ќе го направи Министерството за култура да можеме да почнеме со реализација на тие проекти. Музичко-сценската дејност функционира, веќе имаме неколку концерти направено и во тек се неколку концерти. Староградскиот ансамбл исто така функционира и работи. Тие беа на едно гостување во Бугарија, во Петрич, на еден фестивал. Сега на 11 мај го подготувавме нашиот фестивал под кулите на Струмица. Очекуваме богата програма, очекуваме гости од Републиката, очекуваме гости од Бугарија. Се надевам ќе имаме добро издание на 10-тиот фестивал поред под кулите на Струмица. Со ова некако ги исполнуваме сите термини во месец, во работните денови, во месеците. Ние сме институција која буквално работи секој ден. Во 30 дена имаме околу 20 програми. Така да исполнети сме со секаква и разноврсна програма. Центарот за култура Антон Панов соработува и со други центри за култури, како од земјава, така и во странство. Кажете ми како ја оценувате соработката и еве вие кои активности ги реализирате како домаќини и кои како гости во некои други центри за култури? Па вака, ние имаме соработка со сите центри за култура во Републиката. Во моментот од мината годишната колонија имаме изложба во Прилеп, која овој месец ќе биде таму поставена. Вечерва во Куманово се отвара изложбата на карикатурите од годинашниот фестивал на афоризми и карикатури. Договараме соработка со театрите. Се надам дека во месец мај ќе имаме гостување на една театарска представа од Театар Комедија од Скопје. Планираме ние да одиме во Скопје да гостуваме. Во фаза се сега и фестивалите. Месец мај е месец на фестивали. Планираме неколку гостувања, така да соработката е на ниво со сите национални институции во Републиката. Секако планираме да гостуваме и надвор од Македонија. На
морам да споменам, веќе тоа е договорено, на 19 мај Струмичкиот театар со представата Џон Габриел Боркман ќе учествува на фестивалот на мали театарски форми во Враца, Бугарија. Очекуваме селекторот за фестивалот во Прилеп да одбере една од двете представи кои ги понудивме, тоа се представата Идиот и представата Царот Владислав. Се надевам дека ќе земеме учество на тој фестивал. Конкурираме за Охридско лето годинава. Се надевам дека и таму ќе биде одбрана една представа, така да она што е планирано и она што е подготвено до сега го реализираме. И на самиот крај, 2017 година е зад нас. Како ја оценувате? Дали сте задоволни со изминатата година и еве дали ги реализиравте сите предвидени проекти за изминатата година? Па да, јас некаде на средината на годината дојдов како раководител на институцијата. Имаше некои заостанати проекти од театарска дејност и од ликовна дејност, ги завршивме во целост. Дури успеавме да направиме една театарска представа со сопствени средства. Тоа беше детската театарска представа Пинокио. И како другите театри кои заостанаа со реализација на проектите, ние можеме слободно да се пофалиме дека целосно ја реализиравме програмата која беше и во 2017 планирана.